Почитувани, добар ден. Почнуваме со Црвена линија. Денеска во Црвена линија отвараме темата која ги засега сите. Водата како најважен ресурс за живот, а во исто време и како се поголем предизвик за нашето општество. Македонија се соочува со рекордна потрошувачка на вода. Скопјани за еден ден потрошиле дури 350.000 кубни метри, што значи околу 700 литри по жител дневно. Во исто време дел од граѓаните секојдневно се соочуваат со слаб притисок или целосен недостиг на вода, особено во високите зони и руралните населби. Покрај екстремната потрошувачка проблем се и дивите приклучоци. Секој ден се откриваат по 30 нови нелегални поврзувања на водоводната мрежа, кои дополнително го оптоваруваат системот и ја загрозуваат достапноста на вода за сите. Додека едни граѓани ги полнат базените и прскаат тревници, други немаат вода ни за основни потреби. Водата е заедничко богатство и секоја капка е важна. Дивите приклучоци и слабата оддржливост и големите загуби на водоводната мрежа се директна штета за сите граѓани. Штедењето вода не е само помала сметка, туку и одговорност кон заедницата и идните генерации. Само со рационално користење и заедничка грижа ќе обезбедиме вода за сите, дури и во најжешките денови. А денеска ќе ве прашаме, знаеме ли да ја чуваме водата? Дали доволно се грижиме за овој ресурс? Како да се спречат злоупотребите и да се обезбеди вода за сите, особено во летните горештини? И кога сме кај прашањата, се знае, во овој термин ќе објавиме и анкетата на која што верувам денес голем број од вас, како и во секој издание, ќе учествувате. Анкетата редовно се објавува на Instagram стори на нашите профили на Instagram Црвена линија и профилот на Телма телевизија. Кликнете на Instagram стори и одговорете на денешното прашање. Дали како општество навистина цениме водата како суштински и ограничен ресурс? Како што гледате, имате две полиња со две можности за одговор, да, не. Кликнете на вашиот одговор, ќе ги сумираме резултатите во проценти и ќе ги соопштиме таму некаде по рекламите во ова денешно издание на Црвена линија. Во продолжение ќе го погледнеме прилогот на Симона Петровска, а потоа започнуваме дискусијата со вас. Без вода на 40 степени. Дел од домаќинствата, најчесто оние од високите зони, речиси секоја попладне по 17 часот, или немаат вода или се со мал притисок, а ова се случува подолго време. Јавноста се погласна, надлежните продолжуваат со предупредувањата. Во Ждане живеам и најчесто е све во ред, ама знае да има денови кога ќе биде и без вода и со намален притисок, само тоа не е толку често како порано, да речем. Па притисок нормално би требало да биде, ја не знам точно. Не живеам горе за да можам да точно да знам зошто е, али претпоставувам се троши многу и тоа е оно. Сигурно овој период летен, оваа жештина, ќе има такви работи. Под соопштението на Водовод во кој информираат за состојбата, стојат и коментари од граѓани кои кажуваат дека со недели чекаат некој да го санира дефектот кој го пријавиле и поради кој со денови немаат вода. Во Пинтија со месеци се пријавува дефект на улична цевка, никој не излегува на терен. Наводно, во високата зона нема капка вода неколку сати. Преземете мерки. Од Водовод и канализација проблемот го лоцираат во оптоварување на системот, особено во попладневните часови, а дополнителен проблем велат се и нелегалните приклучоци. Во изминатиот период покрај двете изворски подрачја, ние како давател на услуга имаме активирано 5 бунарски подрачја кои што вршат на дополнување на вода. Значи, само како еден факт да доловам, дека во последниот интервал ги имаме чепнато лимитите, значи границите се поминати. Поминати се од страна на граѓаните, од страна на корисниците. 360.000 метри кубни вода во еден ден се испорачуваат на територија на град Скопје за да се задоволат потребите на граѓаните на градот Скопје. Само викендов се 12 нелегални приклучоци одстранети и за истите се отпочнати постапки за нелегално користење на вода согласно законските нормативи. Значи, за истите овие лица покрај исклучувањето се отпочнуваат и постапки за кражба на вода.
Од јавното претпријатие апелираат до граѓаните совесно, одговорно и рационално да ја користат водата за да има непречено снабдување за сите делови од градот. Доколку продолжи ваквата состојба, ќе бидат принудени да воведат рестриктивни мерки како затворање на водата, а граѓаните би добивале услуга само во одреден дел од денот. Анализите досега покажаат дека загубите на вода се околу 60%. А сега навистина сакаме да ве слушнеме вас. Како граѓани да дадете одговор на денешното прашање на црвена линија? Знаеме ли воопшто да ја чуваме водата? Дали доволно се грижиме за овој ресурс? Има ли решение за водите во Македонија? 023070005, така да верувам како и во секој едно издание на Црвена линија, така и денес ќе сакаме од вас да слушнеме кои одговори, ставови и мислења ќе ги споделите со гледачите, односно со граѓаните. Една многу важна напомена, задолжително намалете го и тонот на ТВ приемникот, веднаш штом од режија ве вклучат во Црвена линија, сторете го тоа, за да нели оние 90 секунди кои што се предвидени за едно јавување, не ги потрошиме на квалитетот на тоа колку и добро се слушаме. Ете, затоа е важно да се намали тонот на ТВ приемникот, јас и вие да зборуваме телефонски. И верувам дека можеме да почнеме, па да видиме што ќе кажат првите јавувачи, односно граѓани. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во Црвена линија сте. Повелете. Еве, да почнеме вака. Бидејќи надвор е многу жешко, а сега се занимаваме со вашите програми, па би кажале околу водата, дали знаеме да ја чуваме? Не. Значи, прво е не. Второ, зошто не? Има диви приклучоци кои немилосрдно, ајде остави што се диво приклучени, него немилосрдно ја трошат и таа вода, ја остават да тече така. Трето, има паушално, знаете, како некоја си минимална цена месечно. Пример, ја ќе истрошам, да речеме, за 500 евра, ќе си платам 5 евра. Значи и таа си тече така. Тука е најголемиот проблем околу таа работа. Второ, имаме поставени партиски лица на тие места, кои што не знаат кај му се губи трагот на водата. Тоа е многу битно. И сега партијата да, ама знаењето е друго и умешноста, и на сето тоа трпи народот. И сега народот не го прашуваат од каде, и зошто и како тие работи, него тие си се редат во општините, јас тате бате. Благодарам многу за споделеното во Црвена линија. Секако и ќе ве охрабрам и потсетам доколку сакате да се надополните или да се доискажете или нешто плюс да кажете, секако завртете го повторно нашиот број. Уште еднаш благодарам до гледачот. Ова беше и првото јавување, продолжуваме секако со вас. Знаеме ли да ја чуваме водата и дали доволно се грижиме за овој ресурс? Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Дали знаеме да ја чуваме водата? Да. Не знаеме ништо да чуваме ние. Нити вода, нити знаменитости наши, нити природни убавини, ништо не знаеме да чуваме. Ние сме еден расипан народ, што нигде го нема во светот. Водата, како може струја да се краде? Вода, тоа е многу лесна работа. Градоначалничката кажа колку илјадници дивоградби има на Скопје. Тие дивоградби вода плаќаат ли, мислите? Не плаќаат. Во Чајрли плаќаат вода? Не плаќаат. Рачиново плаќаат ли? Не плаќаат. Сарај плаќаат ли? Не плаќаат. Кој ќе тие струја краде, не ќе крадат вода. Тешка работа вода. Знаете ли колку водоводжи има низ Скопје приватни, кои преку ноќ може да извршат приклучок на вода. Него нема закон, нема инспекција. Пропаѓа водата, тоне водата. Све се користи водата. Затоа нема вода в Скопје.
И никогаш да го нема. Кога така мислиме и така работиме. Толку ви кажам. Благодарам за вашите 90 секунди и за споделените ставови и мислења со гледачите на Црвена линија. Продолжете си како да не гледате и понатаму. Продолжуваме со вас. Добар ден. Поштовање, госпожа Тина. Голема почит и до вас секако. Поздрав до сите скопјани што се мачат со ова вода, наша вода. Ке зборам за Скопје. Зашто дојде Скопјани да нема вода овој повисоките зони? Па тие цевки се ставени пред 50-60 години појќе. Скопје предвидено од 400-450 илјади да нема појќе. Сега има 650.000. Рачуните, порано ако имало 4 члена, биле мали деца. Сега од домакинети, фамилиарно, еве зголемување. Второ, некој што ќе изгуби од внатрешност за некое дете, машко, женско, ќе ги најде во Скопје. Чари ќе ви кажем како да се подобри ситуацијата во Скопје. Мораториум. Тие што немаат граѓанство, жителство на Скопје, уназад 15 па и 20 години, све во местата да се вратат. Колку згради има направено што седат и што дојденци. Тука водата се зима. Тие што се староседалци во Скопје, како Жданец, како Трнодол, ке кукаат. А тие по Ѓорче, да не зборам, ке стадионите на куп згради и по другите населби, дојденци, секоја чест, не вреќам никој. Затоа ви реков, Скопје е направено за 400 до 450.000 жители. Сега има 650 и 700. Тука е проблемот, што не се водеше сметка за тоа. Трпај само, ајде, сакам Скопје, доаѓа во Скопје, сакам. Не може. Сега као бумеранг ни се враќа тоа. Бидете поздравени, се најдобро. Благодарам, бидете поздравени, но не го менувајте каналот, останете и понатаму со Црвена линија. Ке ве потсетам секако дека можете да бидете редовно и секојдневно активни на социјалните медиуми. Црвена линија профилот е тој кој што треба да го заследите на Facebook, но и профилот на Телма телевизија. Секојдневно на двата профила се објавуваат темите за кои што говориме со вас. Па така и денешната тема. Еве како изгледаме на Facebook. Прашањето е исто како и она што се поставува во живо, тоа е како општество ја цениме ли водата како суштински и ограничен ресурс. Пишувајте коментари, веќе пристигаат првите, ќе ги читаме меѓу вклучувањето на гледачи во живо. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во Црвена линија сте. Благодарам. Моje мислење како стар скопјанец, значи водата се губи од Рашче, како што патува кон Скопје, сите ниви, фолии, бавчи кои ги работат и работеа до сега, а тоа го имаше и наназад пред 10 на 15 години, директорот на водовод беше таму, имаше фатено неколку пресечени главни доводи со 2 цола цевки директно во фолиите, по потреба кога да ги вадат. Сега само помена ќе добиете, а друг пат кога ќе фатиме, ќе платите казна. Никој нити ги фатил, нити ги прашал, нити отишол некој. Сега, или новиот, идниот, кој мислам дека ќе биде Орце Ѓорѓиевски, градоначалник на Скопје, да поведе сметка ако има надлежност за линијата за вода за пиење и техничка вода за наводнување на парковите и одржување, или владата, премиерот Мицковски, да го реши тој проблем. Таму се губи, ако не појќе, 30% вода, од која излегуваат од изворите од Рашче. А да не зборам бунарите кои се во Карпуш 4 и на друго место. Така да водата тука се губи, свесно се губи, а некој или го одобрува тоа така да иде, за да има мир. Благодарам за учеството, за споделеното со гледачите на Црвена линија и напомена ве потсетувам 90 секунди се предвидени за едно јавување, но повторно завртете го нашиот број сега кога добите нови 90 секунди. Благодарам за гледачот и за учеството во Црвена линија. А сега го ќе ве потсетам меѓу другото на Facebook и ќе ве префрлам таму на профилот на Телма телевизија. Објавена е вест каде што градските преку видеозапис
Ова е секако регистрирано со снимка преку мобилен телефон, каде што градските служби на Скопје открија десетина диви приклучоци на вода, а меѓу нив е и приклучокот кој според градоначалничката Арсовска е направен од инспектор во Министерството за внатрешни работи, кој зел телефон на советничката во град Скопје Ирена Витина за време на откривањето на дивиот приклучок. Арсовска тврди дека советничката била и физички нападната, но полициската патрола не реагирала. Контролите се вршат во време кога се уриваат рекорди во потрошувачка на вода од Скопскиот водовод, односно 700 литри дневна потрошувачка по жител. Па знаеме ли да ја чуваме водата? Дали доволно се грижиме за овој ресурс? Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден. Добар ден. Миросот по телефон. Па видите, што се однесе до водава, дивите приклучоци. Дивите приклучоци се само да не платат приклучок и да не ја платат водата. Ако платат регуларно, мора да имаат вода, не може никој да им ја сопре. Проблемот лежи некаде другачие. Се насели, какво збориме беше за Скопјето? Се насели Скопјето многу, сите дојавме тука како дојавме, јас сум од времето дојден така да, сега секој пожелува Скопје да дојде. Мора да се смисли да се инвестира во резерварите, резервни резервари. Па, кога има вода, да тој резервниот резервар да биде повнен змени што се пушта водата и од едниот и од други. Кога ќе дојде во оваа ситуација да имаме сите вода. Сега, јас живеам во подрачјето на Вицбегово. До вчера зелена ветелина имаше, случај по некоја ситуација, денеска се видов дека више изорале, фацата се запосли во водовод, ден и ноќ се течеше таму. У најголемите врујчини зелена ветелина имаше таму. Значи, тука е проблемот, ако пријавите не изгазија некој си на врат и така да, тоа е тоа. Има многу проблеми во оваа работа, али ипак државата треба да поведе ред. Затоа што населението се зголемина и мораме да имаме резерв. Ке подсетам на оние 90 секунди предвидени за едно јавување, затоа и тајмерот го покажуваме на екранот и автоматски се исклучува, нели, кога времето ќе ја достигне таа бројка. Благодарам за гледачот. Повторно јавете се ако сакате да се доискажете. Секако додека траеме, сите сте добре дојдени. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во црвена линија сте. Поздрав до вас и до емисијата на Црвена телевизија. Благодарам многу. Па, водата не е неограничен ресурс. Водата за пиење, се поретко ја имаме, се помалку дождови има, али истата треба да се чува и да има доста рестрикции. Можам да кажам дека е, да не речеме, бесплатна водата за пиење, или цената е символична, минимална. Треба исто така системите скоро во сите градови да се одржуваат. Вие знаете, кај вас пред Телма телевизија, кај Никола Парапуно, кога имаше проблем, неколку десетина дена течеше вода, додека не се санира. Истиот вентил се запирал еднаш на 50 години. Таа вода најверојатно, уствари, системот е направен од Тито, што многу негативно сите зборуваат за него, а сега после 50 години некои цевки обични не се сменет. И сега, доколку системите се одржуваат, можам јас да кажа за Кичевскиот дел, квалитетна вода за пиење, која што ги лади реакторите во Рекосломе. А тука имаат изградено мини езеро, има река во близина, али тие се ладат со вода што се користи за пиење. Така да тоа само може нестручни луѓе да го прават. Благодарам многу за одговорите и учеството во Црвена линија. Ве префрлам во овој момент на Facebook и ве потсетувам, пишувајте коментари, тоа е активно учество во секој едно издание на Црвена линија. Па и ве пристигна и првите коментари на прашањето како општество ја цениме ли водата како суштински и ограничен ресурс. Еве ќе започнеме со она што го напиша на Facebook Драгана Костовска.
Сметам дека дивите приклучоци на водоводната мрежа и одржувањето, полнењето на приватните базени се причините за потрошувачката. Рестрикции на вода не треба да има строги санкции, засилени контроли врз овие горе наведени два фактори кои придонесуваат за таквата потрошувачка. Благодарам Драгана за учеството, за коментарот. Продолжете да не следите и вие понатаму. Добар ден. Здраво. Здраво. Сори, алло. Командант Вентили, алло. Да продолжиме, ве слушаме. Да, најверојатно се активираше црвената линија. Јас морам да напоменам нешто, а постојано го повторуваме тоа. Разбирам и да бидете изиритирани, и да бидете и гневни, но сепак ние сме емисија која што ја запазува етиката со оглед на тоа ако е доволно објаснување за сите, се разбира дека сме и емисија која што е наменета за целата публика, така да пред дома се разбира пред малите екрани може да не следи малолетна публика. Нивото на црвена линија да не го спуштаме со погредни зборови, секако не со пцолсти или вулгарности, а уште помалку со зборови кои што алудираат на насилство, кои што секако знаат да бидат навредливи. Се можеме да кажеме, можеме да поентираме, да споделиме став, секако да бидеме прецизни, децидни, но не и непристојни. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден, ако сме на линија. Да, на линија сте, повелете. Благодарам, па вака. Прво, ја ти кажам дека водата е најскапоценното нешто што го имаме, што се вика дар од Господа. А најмалце ги почитуваме водата и ја трошиме немилосрдно и за што нас треба и кога не треба. Посебно, значи, треба оние кои што раководат со водениот систем, треба, кога се поставува и приклучок на некого, прво треба да се види дали има до таа куќа бавчи, да се помине од таа бавча, дали, значи, од каде се полива, дали има посебна бразда, вода од некаде, дали има хидропори и слично. Ако го нема тоа, затоа што пошто работев во комунално предпријатие, знам дека во Сарај има многу ниви, дури цели ниви се вадат, поливаат од водата од Рашче. Затоа ми се чини дека сепак има и систем кој што може да открие каде е водата диво приклучена. Ама тие што се од водовод не сакаат да го применат тој систем, да ги откријат тие диви приклучоци и со тоа фактички да се знае кој ја краде водата. И не е фер во ова лошо време, да речеме, каде во светот светски норми се 200 литри по човек дневна потрошувачка, а ние да имаме дури и 700 литри потрошувачка по човек. На тоа значи дека воопшто моите комуналци парковите ги поливаат со вода од Рашче. Благодарам за јавувањето, повторно ќе потсетам за времето. Продолжуваме, сакаме од вас да слушнеме и секако црвена линија е наменета за сите граѓани на оваа земја, така да од регионот и местото каде што се јавувате, еве можете да споделите и искуства. Дали имате пристап до вода, дали сметате дека и во регионот од каде што ни се јавувате имате забележано диви приклучоци, дали немилосрдно се троши водата со која што располагаме. И генерално прашањето во црвена линија е како да се спречат и злоупотреби и да се обезбеди вода за сите, особено во вакви денови кога навистина се бориме со енормно високи температури. Или нижештини. Добар ден. Добар ден, Тина. Убав ден, повелете. Добар ден, убав ден, топол ден. Да. Пекорен. Значи 200 литри вода само да си сушираш. Не е тоа во прашање е нешто друго. Порано имавме нели во некое мое време. Јас секогаш се навраќам во некое мое време. Еве зошто. Во мое време доаѓаше еден инкасатор и ги читаше сатовите и кажуваше толку вода си потрошил и така натаму. Сега самите си ги читаме сатовите и одиме во водовод. Кај се тие луѓе да поминат малку да видат кај се троши, што се троши, како се троши. Значи, сега по канцеларии тие луѓе ставете ги инспектори. Еве пред малку човекот кажа дека има механизам како да се види каде се троши водата, каде истекува, каде
да не ќе бидеме ние граѓаните полицајци да видиме онде тече вода, оди јави во водовод, ги нема никакви денови. Нека си тече што им е гај. Тука на площад пред ден течеше вода за паници, ама што да правиме? Ти му јавиш што ви е гајле, знаеме. И толку. Значи, сакам да кажам, плюс тоа што во Скопјево дојдоа сите, мислам дека цела Македонија е Скопје. Ако дошол во Скопје, голема работа направил. За нас нема место овде, тие што се дојдени, се дојдени. Јас не сакам никого да го критикувам, сакам да кажам дека може да се направи ред ако се сака. Убав ден, добар ден, топол ден и на вас и на нас, па ќе видиме. Благодарам многу за учеството, за вниманието и секако за споделеното со гледачите на Црвена линија. Повторно одиме малку на Facebook и веќе се задржиме и на овој коментар. Господинот Крсто Трајков еве што напиша: јас сум сигурен дека ако вода нема доволно во Штип за вас, тоа како новинари немаше да биде интересно. Сега Скопје нема вода, леле мајко. Дали некој градоначалник во Македонија помислил за владата, нема што да зборувам, они се во облаци и оттаму гледаат се розево, да предложи да се воведе техничка вода за наводнување на градините и бањите, за да не се троши пречистена вода. Може да се избришат бунари, барем во Пробиштип, и со таа вода да се поливаат зеленилото и цвеќето. Најверојатно мисли да се избришат не, туку да се направат двете бунари. Добро, како и да е, господинот Крста продолжува, а полнењето на базените не е грешка, затоа што они си имаат систем за пречистување. Благодарам пред се господине Крсто Трајков за активното учество и ева, ако мислите дека барем за новинарите на Тилма не регистрираат каде се има проблеми со пристапност до вода, тогаш најдобро препорачуваме да кликнете веднаш на tilma.com.mk и еве задржете го во вниманието на овој наслов. Секако на 6.7, односно 6 јули, објавена е вест на tilma.com. Ако може да покажеме, ве молам, Доброшинци без вода во летните горештини. Рестрикциите на вода во летните горештини ги разлутија жителите на струмичкото село Доброшинци. Последниве десетина дена честопати се без вода, што дополнително ги фрустрира, бидејќи, како што објаснуваат, селскиот водовод го граделе жителите со самопридонест. Сегашните рестрикции се бидејќи во изминатите години на истиот потенцијал се приклучени уште две села, па преку лето се појавува проблем со водоснабдувањето. Така да барем ние Телма регистрираме секаде онаму каде што има проблеми, па врзани секако и со проблематиката за која што зборуваме, а тоа е водата. И како ние како земја се однесуваме кон овој ресурс. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Вашата екипа. Добар ден. Ве слушаме во Црвена линија сте. Вака, па не, мене ме иритираше тој пред сите тие, кога кажа сме дошле од село и затоа немало тука вода. Ние сме биле причинета. Не, тоа и порано немаше вода. И порано имаше рестрикција. Нека не зборат со ова што сме од селата. Ние сме дојдени како сите што са дојдени. Тука повеќе се селани, не се граѓани. И тие што се граѓани дошле и од село. Толку имам да ви кажам. Ајде да ми кажете ова, ве молам. Знаеме ли да ја чуваме водата и дали доволно се грижиме за овој ресурс? Не знаеме. Само гледам како прават луѓето. Терај додека се може. Еве во моето село ја зимаат водата од моето село, ја носат у Делчево. А ние немаме вода. Јас сум одела од крај на селото со едни кофички за да напијам, да напунам вода. Од кој село се јавувате, бидејќи велите немаме вода? Од каде? Не, јас сум од Скопје, меѓутоа моето село е Треботивиште. Така. И од тамо јас кажувам дека и порано се е така било. Ќе земат од Делчева водата, а ние ќе немаме вода. И ќе одиме по бунарите и по чешмите или по пумпите. И тамо е село. Така, добро, благодарам многу и веќе подсетам секој кој што ќе се вклучи во
Црвена линија. Секако ова е просторот каде што можете и да споделите на што сте сведок, дали имате пристапност до вода, дали има прекини, какво е водоснабдувањето, дали забележувате и знаете за диви приклучоци. Добар ден. Добар ден. Дали имаме некој на линија? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме, во црвена линија сте. Добар ден. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот веднаш, ве молам. Еве го намали. Да, затоа не можеме добро да се слушнеме. Така. Вака, ја да ви кажам, ние водата знаеме охриѓани да си ја чуваме, меѓутоа, ете, искористуваме по потреба вода само за пиење, нешто хитно, ако е, овие што се по нивите, тие не злоупотребуваат, тие користат многу. Ние дури и чак не периме многу. Ако треба да периме, ќе периме место 3 пати, еднаш неделно ќе периме, за да ја сочуваме водата, да си имаме вода за пиење. Не ја злоупотребуваме. А иначе, овие што се побартиве ваму по селата, се бунат, ама ја злоупотребуваат. Колку пати им е речено да не вршат притисоци, да не трошат води, ама не разбират селаниве, трошат вода. Дали сметате дека треба да има зачестени контроли во однос на дивите приклучоци, во однос на тоа како се користи овој ресурс? Секако треба да има тоа, ама треба и контроли да се води по селата, да се води колку вода трошат, што трошат. Е така оштетени сме ние граѓаните од водата. А ние си знаеме да ја сочуваме водата. Благодарам многу за вклучувањето и секако за споделеното со гледачите на Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Како да се спречат еве според вас злоупотребите и да се обезбеди вода за сите? Како да имаме и дали имаме воопшто рационален однос кон овој ресурс? Добар ден. Јас ќе искористам во меѓувреме пред да го речам следното добар ден, особено за оние кои што можеби за прв пат ќе го завртите нашиот број 023070005. Јас ве замолувам целосно веднаш да го намалите тонот на телевизорот. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добро, да не ме слушате само мене како велам добар ден. Јас верувам гледачот ќе има трпение, бидејќи во продолжение сакаме да споделиме еден статус кој што го напиша и на многу фина. Подпалува сува, дали може да го покажеме, ве молам? Подпалува сува трева на 40 степени во населено место, пуни базен на дево и навадува цели ниви. Има дигнато нелегално спрат, чува паркинг со канта поликолор, па иде попладне пред Гранапче да пие и вика: "Не бе брат, не бива ко народ." Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Тина Игор од Битола, поздрав до вас. Поздрав до вас, Игор. Сега да кажам, оти не сум договарен, Тина. Јас за вода има во Битола, точно е незабарна, точно дека немаше толку вода, но луѓето во крајна со Македонија треба да бидат малце подобри ме разбирате, подобри да бидат, па после да почне европски живот и убав живот. Како во бивша Југославија Тито и нашите предци македонски, предци Александар Македонски сите, добри и јас мислам добри да се сложам со тие големи луѓе, да види голема добрина, оти со лошо, од лошо велат по-лошо. Старите велат, од лошо по-лошо. Значи, апел до сите граѓани, и до институциите во Битола и во цела Македонија и по-широко, да бидат подобри малце. И граѓани да бидат подобри, по-хуманитарни, по-дарежливи, се подобри, многу подобри. Хвала, пријатно. Благодарам, Игор, за вклучувањето и секако за споделеното со гледачите на Црвена линија. Одиме на Facebook, ќе
Ке продолжиме со коментарот на Светлана Андреева. Зошто го исклучивте човекот што го спомна командант Вентили, па токму така и го словуваа сите благодарики што ги остави Кумановци без вода, со месеци беше награден и стана заменик директор во една од државните институции, иако вокабуларот му е страва и ужас, однос никаков. Култура мисловна именка. Нема да ја прочитате поракава, но јас морав да ја напишам. Драга госпоѓа Светлана, јас прво ќе ви се заблагодарам што бевте активни на Facebook, така да продолжите и за секоја една тема за која што ќе дискутираме, се разбира, со граѓаните, бидејќи ова е емисија исклучително наменета за граѓаните. Како што гледате, ја прочитавме пораката и јавно споделивме и објаснивме зошто беше гледачот исклучен. Јас еве уште еднаш ќе повторам. Без разлика на тоа колку сме гневни и што сакаме да споделиме, сепак нивото на црвена линија е да не бидеме навредливи, навредлив цинизам. Тоа добро го знае гледачот, бидејќи ни е редовен гледач и секогаш ни е и драго кога ќе го слушнеме. Така да, госпоѓа Светлана, еве и вашиот коментар е прочитан. Црвена линија не дискриминира во однос на тоа кој пишува коментари, туку во однос на тоа како ги пишувате, под како мислиме да бидеме пристојни, да се држиме до нивото и секако да не употребуваме навредливи зборови, псоsti, вулгарности и говор на омраза и говор кој што алудира на насилство. Благодарам уште еднаш и вам. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Па водата се кради. Тука е цела работа. Ја крадат и богатите и сиромасите. Богатите ја крадат, поти треба да ги наполнат басените, ама сега еден басен, веќе почна и поголеми базени да прават. Некој може има полуолимписки базен, Господ знае што има на тоа водно, никој ништо не знае. Меѓутоа, скапо му се гледа да ја платат водата, да го наполнат базено, па ајде, не е лошо да се укради еден бајпас таму на системот и ајде со здравје. Ќе го наполни базенот. А ја крадат и сиромасите, па тие немат пари за да платат и она скудното што треба вода за домашни потреби едно друго, па и тие некако прават некои бајпаси таму и што тие знам, диви приклучаци, и тие исто така крадат. Така да, јас не знам која класа е тука, кој може кого да го фати тука. Овие богатите се снаоѓат многу лесно. Ќе звонам таму на некој телефон и се е во ред. Значи ќе се средат работа. Меѓутоа сиромаштијата ќе го плати цехот. На краја ќе стане без вода, ќе биде исклучен. Благодарам многу за јавувањето и за она што го споделивте како ваш одговор на денешното прашање на црвена линија. Тоа е, знаеме ли да ја чуваме водата и дали доволно се грижиме за овој живот вреден ресурс. Добар ден. Добар ден, Македонија. Па господине Тале, нешто ве нема подолго време, повелете, ве слушам. Ајде Бог на помош по молитвите на денешните големи светители Свети Петар и Февронија, заштитници на семејствата, на брачните парови, па дај Боже да има и што повеќе нови брачни парови, па да има и венчание, па да има и крштење, пошто тоа е добро. И сега некои мразат да имаме премиер кој посакува. Ве молам, кажете ми за Прилеп. Каква е, дали има диви приклучоци, има ли квалитетно водоснабдување, еве жешки се деновите, да се држиме до темата? Треба прво да сакаме да заврни дожд. А вака јас многу луѓе вака сум слушал кога заврни дожд, го мразат дождот. Се расипа времето. Шубо беше времето кога има само сонце, а нема дождови. Значи, а што има дожд, тогаш времето било неубаво, било лошо. Луѓе, радувајте се на секоја капка дожд. Благодарете на Бога за секоја капка дожд. Пошто полека стануваме полупустинска територија овде кај па Испанија, таму не сам Италија. Зато кога дава Господ дожд, благодарете, радувајте се. А дали знаеме да ја чуваме водата со која што располагаме, еве? Дали треба да има повеќе контрола за оние диви приклучоци? Кој како зависи од човекот, свесен човек, паметен човек, добродушен човек,
штеди, друг некој нема чувство. Така, дивјачки кон вода, кон средина, кон народ, кон се. Зависи човекот е сега добро. Благодарам многу за јавувањето и секако еве ќе ве потсетам темата денеска, мислам дека сме децидни и јасни, а тоа е знаеме ли да ја чуваме водата и дали доволно се грижиме за овој ресурс. Секако секој оној кој што ќе се вклучи во црвена линија, доколку имате искуство од местото од каде што се јавувате и сакате да споделите со јавноста во однос на тоа дали имате секако пристап до чиста питка вода, каков е односот на мештаните и од таму од каде што се јавувате или граѓаните во однос на тоа колку разумно се однесуваме кон овој живот вреден ресурс, а тоа е водата. Добар ден. Добар ден и поздрав. Поздрави до вас, ве слушаме црвена линија. Во Македонија има доволно вода за сите што живееме во Македонија. Водата, дали ја чуваме, не ја чуваме водата. Институциите се многу равнодушни кон чување на водата. Дури се и незаинтересирани. Водата се троши по неколку линија, тоа со крадење, со неодговорен однос кон некои пукнати цевки во градовите, понатака во јавните предпријатија никој не се грижи, ако некоја чешма тече таму нон-стоп или ако е некоја цевка пукната, буквално на никого не му е гајле за водата. Нека не се прави, нека некој му е грижа за водата, дури и нас што плаќаме приватно, ако случајно ни е дадеа водата без пари, тешко Македонија поплава ќе патеше. Цела вода ќе испуштевме од негрижа. Тоа е моето што сакам да го кажам. Благодарам. Благодарам за кажаното и за споделеното со гледачите на црвена линија. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Дали сум во програма? Да, во црвена линија ве слушаме, повелете. Ви благодарам. Ја следам емисијата од почеток до крај. Не сакам да коментирам за дивите приклучоци, за тие што полнат базени, независно од тоа колку пари имат и колку дали штедат или не штедат. Имам еден предлог за ограничување на потрошувачката на вода. Од мај до октомври, во нашиот летен период, кога најмногу вода се троши, сите добиваме еднаш месечно одреден број кубни метри вода, потрошени за тој месец и по одредена цена го плаќаме. Зошто да не се воведе ограничување на потрошувачката, но не на штета на потрошувачите? Сметам дека 5 кубни метри вода по жител, месечна потрошувачка, не е малку, а не е и многу. Доволно и за перење, и туширање, и нормален живот со 5 кубни метри вода по жител. Ако се ограничат после мај сметките добијани по жител за еден човек од семејство 5 кубни метри, за 2 10 кубни метри. Колку повеќе луѓе, толку повеќе вода трошат. Тогаш ќе се ограничи, сакајќи, неќајќи потрошувачката на вода. И нема да се жалиме дека нема вода, дека високите зони немаат вода, дека некој штеди. Така, благодарам многу за споделеното и за тоа што се вклучите во црвена линија. Потсетувам уште еднаш 90 секунди се предвидени за едно јавување. Продолжуваме понатаму. Знаеме ли да ја чуваме водата и дали доволно се грижиме за овој ресурс? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Благодарам. Ве слушаме, почнете. Водата не знаеме да ја чуваме и затоа сме доведени во оваа состојба. Јас се јавувам од Ресен, од населено место село Подмочани. И населените места и градовите ги имаат скоро истите проблеми. Прво треба да сватиме дека мерните инструменти, сатовите за вода не се сервисирани или не се сервисираат на време.
никој не се грижи колку вода се троши или кој сатот го си го пренаменил према неговите потреби. Значи, секој практички доведено е во состојба на кражба. Сега, кога зборуваме за тоа, локалните самоуправи или комуналните предпријатија кои се грижат за овој проблем, треба да се доведат во состојба да формираме закон со кој ќе знаеме колку вода користиме, кога ќе фатиме некој во кражба, да знаеме дека ќе биде исклучен или кои казнени мерки ќе се спроведат, и само со такви мерки ќе можеме сите да дојдеме до некој си прав. Така, благодарам многу и вам за вклучувањето во Црвена линија. Дојде времето да ги погледнеме рекламите, останете со Тилма, бидејќи по рекламите ќе ги соопштиме и резултатите од Инстаграм анкетата на Црвена линија. Па еде време да погледнеме како одговорија оние кои што редовно не следат на Инстаграм. Ако не сте меѓу нив, еве ова е моментот кога треба да кликнете на Инстаграм, да заследите Црвена линија и сега како профилот на Телма телевизија и утре да учествувате во новата анкета. На ова денешната, на прашањето дали како општество навистина ја цениме водата, дали ќе може да покажеме, еве, дали како општество навистина ја цениме водата како суштински ограничен ресурс, со да одговорија 26%, а со не 74%. Овде останува да ве поздравам, да ве посакам пријатно попладне и секако да ви се заблагодарам за тоа што и денес токму вие ја креиравте оваа Црвена линија. Утре нов предизвик, нова тема, секако и нова анкета, така да верувам дека и утре ќе дискутираме со вас и ќе зборуваме за нови нешта. Во продолжение останете со Телма, следува да се кажеме со Горан Петрески. Не заборавајте, telma.com.mk.